Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата мора да отвори постапка за испитување на вработувањето на сопругата и сестрата на сопругата на министерот Благој Бочварски во клиничката болница Штип. Според јавно достапни информации, сопругата на Бочварски и низината сестра, двете во ист ден, без оглас, биле вработени во Штипската болница. Се работи за општи доктори кои што немаат ниту 6-месечен стаж по дипломирање, а се вработени во специјалистичките оддели на интерна и на педијатрија во клиничката болница Штип. Министерот Бочварски се венчава во мај годинава, а еден месец потоа неговата сопруга и низината сестра се вработуваат под државна капа. Постојат силни индиции дека станува збор за непотизам, за злоупотреба на позиција, за изигрување на системот за вработување без оглас. Почитувани, бидејќи и Бочварски и клептоманската власт водена од неспособната антимакедонска СДС молчат за случајот, ДКСК мора да даде одговори. Дали е точно дека сопругата на Бочварски и низината сестра се вработени како општи докторки на специјалистичките оддели на интерна и на педијатрија во клиничка болница Штип со дозвола на директорот на болницата, член на клептоманската СДС Ален Ѓоргиев? Дали е точно дека сопругата на Бочварски и низината сестра се уклебени во Штипската болница, речиси директно од клупа, со неполни 3 месеци стаж во приватна здравствена установа? Дали е точно дека сопругата на Бочварски и низината сестра се вработени во ист ден во Штипска болница без оглас распишан од болницата? Дали Благој Бочварски ја злоупотребил својата позиција како министер за да го изигра системот и без распишан оглас неговата сопруга и низината сестра да се вработат во Штипската болница? Почитувани, Македонија се дави во корупција која што доведува до страшна и длабока сиромаштија. Една од функциите на ДКСК е да спречува корупција и да реагира навремено. Со затајување на ДКСК институцијата станува соучесник во девастацијата на системот, соучесник во злоупотребите и соучесник во растот на корупцијата и со тоа во осиромашувањето на граѓаните. Институциите и буџетот на Македонија повеќе не можат да издржат уклебување на семејства и миленици на антимакедонската власт. Ова мора да има крај.